Добро вечер, Охрид. Добро вечер, мои сопартици. Добро вечер, сограѓани. Добро вечер, другари и другарки. Поздрав. Над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Од ден на ден, оние кои имаат дилема каде ќе заврши оваа голгота за Македонија и македонските граѓани, јас ќе порачам тука од Охрид, ќе заврши во историјата на најголемиот квази патриот на Република Македонија Никола Груевски и неговата криминална банда. Кога ја започнавме борбата за правда, еднаквост и слобода, немавме дилема дека таа борба нема да биде лесна. Знаевме каков противник имаме, знаеме дека партијата ја заробила државата, ги заробила институциите и ги злоупотребува сите во функција на зачувување на власта на Груевски. Меѓутоа покажавме шарената револуција, Социјалдемократскиот сојуз, сите слободолюбиви граѓани на Македонија, дека заедно сме посилни и заедно со ненасилни средства, со јасна дефинирана цел, знаеме и можеме да обстоиме на крајот на оваа наша политичка цел, која што од ден на ден станува наша реалност. Почнавме не само борба за слобода, почнавме борба за еднаквост, почнавме борба за правда. И таа мора да ја има за сите граѓани на Република Македонија. Кога велиме се бориме за слобода, правда и еднаквост, тоа не е политичка битка. Тоа не е само политичка битка на Социјалдемократскиот сојуз, коалиционите партнери, поддржувачите на шарената револуција и слободолюбивите граѓани на Македонија. Тоа треба да биде цел и вредност и водилка за сите граѓани на Република Македонија кои што сакаат правда, еднаквост, слобода и мир. Нашата битка не е гола битка за политичка власт. Ние се бориме да ги вратиме и вредностите, да ги вратиме институциите, да го вратиме изгубениот поредок во Република Македонија. Кога зборуваме имаме институции, да, имаме само фасади, зад кои што нема институции. Имаме Уставен суд во барок, кој што носи одлуки кои што еднаш ги прогласува за уставни, а друг пат ги прогласува за неуставни. Имаме влада која што е ставена во функција на волјата на еден и работи во функција на еден, а тоа е Никола Груевски и неговата криминална дружба. Имаме парламент кој што глуми дека е парламент, бидејќи таму ја нема слободната волја изразена посредно преку пратениците, туку има волја точно на еден кој што ги приморува да донесуваат одлуки со кои што не се согласуваат. И тоа го гледаме секој ден и секој ден. Граѓаните ги слушаат неаргументираните дебати, ги слушаат абсурдите со кои што се брани нешто што е толку очигледно и што не може да се одбрани денеска во Република Македонија. Ги имаме судовите во кои што не се дели правда, туку се примаат нарачки за тоа кој треба да биде ослободен, кој треба да биде осуден, кој треба да одговара, кој не треба да одговара. Но ние не сме за тоа. Ние сме за правда и одговорност за сите подеднакво. Во Македонија не може да има и не сме да има привилегирани граѓани и непривилегирани граѓани и угнетени граѓани. Мора сите да бидеме еднакви пред законот. Мора сите да бидеме еднакви и пред правата и пред обврските. Не може политичарите да бидат аболицирани за украдени милиони,
а некој да одговара само затоа што украл за да го прехрани неговото семејство. Тоа не смееме да го дозволиме. Ние почнавме една многу посуштинска и многу поважна мисија за Република Македонија, тоа е да им докажеме и да им покажеме дека криминалот не сме да биде исплатлив бизнис за ниту еден политичар во Република Македонија, независно од која политичка партија доаѓа. Мораме да покажеме и ќе покажеме дека тој што се огрешил од законот и тој што сторил зло против државата и против граѓаните на Република Македонија мора да одговара и мора да има одговорност за сите. Не може да има одговорност за обичниот граѓанин, а да нема одговорност за оние што украдоа милиарди и ги изнесоа од Република Македонија. Сите се израдуваа на оставката на Зоран Ставревски, министерот за финансии и кумот на Груевски. Тоа е уште еден доказ дека бродот на Груевски веќе одамна тоне, а сите негови блиски соработници, поддржувачи и кумот го напушти. Но тоа не го решава финансискиот проблем за Република Македонија и дупките кои што ги остави во буџетот, од кои што треба да ги плаќаат и нашите деца и внуците на нашите деца. Ајде да зборуваме низ бројки. Македонија задолжена и презадолжена. Оставија долгови, оставија руинирани институции, оставија институции со фасади без суштина, без норма, без правила и без правда за граѓаните. Тоа мораме да го вратиме назад. Мораме да ги вратиме институциите, мора да го вратиме законот, мора да ги вратиме правилата на игра. Подеднакво за сите. Тој што ќе отиде во суд мора да добие правда. Тој што ќе отиде во болница мора да добие здравствена услуга. Тој што ќе отиде на училиште мора да добие образование, мора да добие знаење. Сите овие 10 години наназад се покажа дека во овие институции ниту има правда, ниту има здравство, ниту има знаење. Има послушност, има сеење на страв, има угнетување, уценување на граѓаните кои што не се со Груевски и со неговите. Протестираме за тоа. Зборуваме за младите, зборуваме за бројките, колку Република Македонија е иселена и колку е важно да ги задржиме младите во Република Македонија. Не само Охрид, сите градови низ Република Македонија, особено периферијата во Република Македонија е иселена. Колку за еден податок, во источно Делчево 64 куќи се на продажба. Цели семејства се иселуваат од Македонија само затоа што во Македонија нема екзистенција, затоа што има привилегирани, затоа што нема правда за сите и затоа што нема можности за сите. На младите генерации мора да им се даде можност, да им се даде шанса да покажат дека си ја сакаат државата, дека сакаат да живеат во неа и дека можат да придонесат во градењето на институциите и иднината на Република Македонија. Ние се бориме за младите, за оние надвор да си ги вратиме дома и за оние тука да не ни заминат надвор. Оваа битка ја привршуваме при крајот. Не сакам да зборувам многу за тоа какви се, бидејќи веќе знаеме. Сакам да кажам дека на тоа зло, кој што овие 10 години ја руинира државата и ја руинира Република Македонија и иднината на нашите деца и доаѓа крајот. Сакал тоа Груевски да го призна или не, тоа е веќе на очиглед на јавноста и на целиот свет. Не го гледаат само тоа туристите во Охрид, туку го гледаат цела Македонија. Го гледаат целиот свет. Мораме да ја вратиме Република Македонија на колосекот на нормални држави во Европа. Мораме да станеме нормална држава за да бидеме добар пример за тоа како можат граѓаните да се ја сочуваат државата и да се изборат за слободата, еднаквоста и правдата. Не смееме да останеме црна дамка на картата во која што ќе не покажуваат
дека тука некаде во Македонија се случува нешто што не е нормално и не е видено, дека мафијата си има своја држава. Не смееме тоа да го дозволиме. Одговорност мора да има и ќе има. Ги удираме темелите на демократска Македонија, на слободна Македонија, затоа што Република Македонија одамна не е ниту демократска, ниту социјална, ниту правна држава. Тие епитети на Република Македонија мора да ги вратиме и мора да ги воспоставиме. Владење на правото, институции независни од било какво политичко влијание, социјална држава во која што државата ќе се грижи за сите граѓани подеднакво, повеќе за оние што немаат отколку оние што имаат, меѓутоа пред се демократска земја, во која што граѓаните ќе знаат кои се вредностите што треба да ги негуваат, а не да го негуваат полтронството. Ке се присетам на една реченица на еден мој студент кој што деновиве ме расплака со една реченица која што е денеска вистина меѓу младите. Вели, дојде време кога почнавме да се срамиме од сиромаштијата на нашите родители, честно заработени пари, наспроти оние кои што покажуваат со прст и велат, знаеш ли кој ми е татко? Тоа мора да го спречиме. Не сме да има привилегирани насилници за кои што нема да важи законот, наспроти оние кои што се срамат од својата честност, искреност и слободолюбие. За тоа протестираме и за тоа се бориме. И на крајот, Охрид е полн со туристи, наскоро Македонија ќе биде полна со туристи. Се повеќе ќе се седи по терасите, се повеќе ќе се размислува за други работи, меѓутоа борбата е при крај. Летото ќе го дочекаме послободни, посигурни и поубедени во падот на Груевски. А на сите оние кои што денеска стојат, не слушаат, не гледаат како поминуваме покрај терасите, им порачувам. Имаме време за одмори. Ќе имаме време за одмори. Ќе имаме време за уживање, за раскажување на приказни од минатото, за присеќавање како сме живееле пред неколку години. Меѓутоа, ниту младите имаат втора младост, ниту старите имаат втора старост да ја живеат подобро, ниту имаме втор живот, а имаме време за одмори. Нас не чека работно лето за пад на Груевски на есен.